Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за најкодна. Страста да се совлада езерската шир и да се постигнат резултати во пливањето ја имале многумина охриѓани, но малкумина од нив стигнале на врвот од светското пливање. Еден од нив е Дики Бојаджи, кој од Сараиште се вброја во звездите на светското маратонско пливање. Македонската маратонска пливачка звезда Димитар Дики Бојаджи младоста и животот ги посветил на пливањето. Бил борец во животот и на спортските мегдани. Со упорна работа и верба во себе си дека може да ја исплива посакуваната далечина, нижел рекорди. Вредно тренирал и со завеслаите постигнал резултати со кои се прославил во светот и се запишал во светската историја на маратонското пливање. За своите почетоци во пливањето вели: прво запливав, па дури потоа проодев. Куќата ни била многу близко до езерото, така да и како детенце сум се научил побргу да пливам него да одам. И првите почетоци биле со корицето, тамо рибчиња, гледање, пливање со другарите и надпреварување и се покажало како императив, како надарено дете во пливачкиот спорт, уште како 4-5 годишно дете, пошто со другарчињата сме те надпреварувале и секој сум бил прв. Во тие денови, значи после 7 годишна возраст, помина покојниот Славе Филе, кој беше и тренер на Охридски бранови и ме забележа дека добро пливам и рече од утре да дојдеш во Охридски бранови. Така почна мојата пливачка кариера на кратки патеви во пливачката мека Охрид, во Охридски бранови од 100 до 1500 метра. Роден е во предвечерието на Втората светска војна во 1939 година во Тунџа, Романија, како прв син на Анастас и Анџела Бојаджи. На многу мала возраст во вирот на војната семејството Бојаджи се враќа во семејната куќа во Охрид на Сараиште. Моето потекло е од Охрид. Бојаджиеви, Димитар Димко Бојаджи, Атина Бојаджи, тие се дедо ми и баба ми. А татко ми отишол во Румунија, во Тулча и Констанца, тамо имала тетка и тамо работел. Тамо е среќава мајка ми Анџела и се земаат тамо, вклучуваат брак, а јас се враќам во Румунија, во Тулча, али по 2-3 години сум бил, не знам ни румунски, не се не осеќам оште како румунец. Се враќаат тамо за време на војната, ова 39-та сум роден, 42-3 доваѓат и не го научувам, значи, румунскиот јазик. Мајка ми се разболува од парализа, тоа имаше маларија, маларична парализа. Ја не се сеќавам како здрава, така да можда и тоа пливање беше и со тие травматски, тие тешкоти во фамилијата, да јас тие психички и тешкоти во фамилијата ги пребродувам преку релакс на пливањето. Така да детството ми поминува во тоа пливање, а мајка ми така го заврши животот парализирана од левата страна, а татко ми исто почина млад на 53 години од инфаркт и тоа на улица, така да
фамилиарно се доста, како да кажам, биле тешки условите. Покрај мене имав сестрата Атина, која исто така достојно се бореше и постигна врни резултати во спортот, и брат Љубомир. Неговата маратонска кариера започнува на 20 годишна возраст и трае цели 15 години. Стартува на републичките првенства, каде што почнува да ги ниже пливачките успеси. Неговиот исклучителен талент за пливање на долги патеки не останал незабележан и надвор од Македонија. Почнавме од тие првенства на Република Македонија со маратони од Горица до Охрид, од Пештани до Охрид, од Свети Наум до Охрид, од Свети Наум до Охрид повеќе пати, и на овие маратони воглавно сум бил меѓу првите 3 места. Исто така се за одбележување дека првите чекори ги направив за маратон од Горица до Охрид 2,5 километри, кај што бев прво место и имав рекорд долги години, а потоа од Пештани до Охрид и од Свети Наум до Охрид имав рекорд 24 километри, 6 сати и 30 минути во тоа време, значи 50-тите години, 57, 58, 59 година. Успонот во пливачката кариера на Дики Бојаджи започнува кон крајот на 50-тите години од 20 век. Почнува со маратоните во тогашна Југославија, станува државен првак и му се отвараат вратите за учество на светските пливачки маратони. Учествував на Савскиот маратон 58 година, бев четврти, 59 година прво место од Умка до Белград, тоа е 25 километри, и после тој успех во ранг на Југославија како државно првенство, успеав да добијам покана од Капри Неапол, маратонот, и после заедно со мојот тренер Леко Радич отидовме на тој маратон, каде што го освои првото место и најмлад светски првак, 21 година, од Капри до Неапол 37 километри. Тамо пливаше Абу Хейф, аргентинецот Алфредо Камареро, Мохамед Ел Габарел Шазли, Зајтун од Сирија, Мохамед Калет и многу други пливачи познати во тоа време од светски калибар. После почнаа маратоните во Италија, во Египет, во Канада, во Америка и на светските одема во Сирија и така натаму. Дики Бојаджи вели, успехот во маратонското пливање не го постигнал лесно, туку со напорни секојдневни тренинзи. Имаше во Инес Горица еден затворен базен, меѓутоа не успеа да се одржи подолго време. Тој базен покасно го затворија. Тренира тамо, а пред тоа тренира во Загреб, имаше зимски базен, а исто така и општо физичка кондиција и подготовки на Попова шапка. Од Попова шапка одевме на Черепашина и до Титов врв. Тој е највисокиот врв во Македонија, скоро како Триглав. Го освоивме во зимно време, во февруар се сеќавам, се скијавме, имаше невреме, меѓутоа успеавме и беше тоа за мене еден предизвик голем, затоа што општо физичката кондиција се билда највише преку тие допунски спортови, во теретана, во скијање, во пешачење по планини и така натака.
Во подготовките стручно му помагале двајца охридски тренери. На почетокот тоа бил Славе Филе, а подоцна и таткото на маратонското пливање во Охрид, Александар Леко Радич. Прв тренер ми беше Славе Филе, потоа професор Леко Радич, сега покоен, и долги години он ми беше тренер на овие маратони во Капри Неапол, па во Атлантик Сити во Америка, а после и сам бев и тренер и пливач во Канада, Троа Ривиер, 3 реки тамо во Лейк Сен-Жан, во Перибонка, Робервал. Тоа се доста ладни места тамо, 14, 15, 16, до 18 степени, многу ладна водата, меѓутоа со мислата дека може да се издржи, ја издржувавме патеката која беше 35 километри на Перибонка Робервал во Канада. Дики Бојаджи раскажува за мотивацијата да се издржат километри при пливање, открива што го мотивирало да биде прв на маратонските трки. Па воглавно кај мене беше мотивацијата, желбата да се исплива, да речеме 5, ајде можеш 5, 10 километри, 15, да видам до каде можам, и сите овие маратони кој што беа по 35, а еден имаше маратон Кабрет Исмаилија 45 километри, го издржав и тој и го испливав, така да таа желба исконска да се учествува и да се исплива, а посебно ми беше желба во конкуренција 25-30 пливачи да се докажам, а во меѓувреме тоа беше појам 50-тите години, 60 да се излези, пошто беше многу тешко да се добие пасош, да се излезе и да се види светот, беше оказион, така да ми беше предизвик и тоа да го видам светот. Ето има можност да видам Египет, Сирија, Италија, Америка, Канада. 60-та година кога Алфредо Камареро, Абу Хейф и другите конкуренти не ме третира како конкуренција, некој дошол, некој младо момче тамо од Охрид, од Сладко езеро, да плива и не даваја внимание дека јас би можел да видам конкурент, него тоа онај наш македонски пркос и да се учествува, али да се покаже во надпреварот меѓу 25-30 маратонци дека може некој друг да биде, па макар и помлад од ними подобар, се докажа на таа трка 1960 година, каде што со Алфредо Камареро ги одмеривме силите 10 километри заедно, привамме едно страшно темпо рамо до рамо, после 10-тиот километар изгледа он не успеа да го одржи тој ритам и тоа брзо темпо, одустана, се врати назад на Капри и јас со тренерот Радиш продолжиме на патеката и стигнавме после 11 сати и 31 минута на Цирколо Наутико Позилипо во Неапол, кај што не дочека на љубители на спорт, принцот од Кувајт, градоначалникот на Неапол, председателот на туризмот, и ни дадоа посебно, особено почести. Вечерта ни доделија награда $1000 како прво место и сребарен преход и плакети како најуспешен пливач во таа трка, така да за мене беше едно голема радост. Во пливањето, како и во останатите спортови, не е лесно. Има моменти на психолошка криза, открива Бојаджи. Се случувале и такви моменти на криза, на психичка слабост. Најголемата поддршка е психата. Да човек е мотивиран и да верува во себе и да си кажува самиот да, јас можам, ќе успеам, ќе издржам сите тие тешкоти, значи во мускулатурата,
се јавуваат млечна киселина, се јавуваат текоби во струјењата, има и медузи, кои што е цицаат крвта за време на пливањето на Тиренско море. Има и ајкули, али имавме среќа, фала Богу, Господ не чувал, па не се појавила некоја тамо на 1 километар, па со хеликоптер ја фрла некои прашкови, али не се појави да направи некои проблеми, така да постои опасност, затоа што се тоа професионални трги, подпишуваме договор во кој што сите последици ги прихваќаме ние на свој грб. Својата младост ја подредив на спортот и со тоа кажува колку му значело пливањето. Има поддршка од семејството, никој не може да ме разубеди во нешто што сум го сакал исконски. Многу сум бил заведен со пливањето, така да никаква сила не можеше да ме одврати од тој спорт, кој што го сакав многу и сон ми беше и мотивација да успеам да бидам светски шампион, а исто така бев водач, пилот на Велко Рогушич, кој што успеа да преплива и јас бев заедно со него од островото Вис до Сплит, 53 километри, и он пливаше Јадранска обала тамо, со цело Јадранско море го има препливано со интервали по 15-20 километри, по 30 километри секој ден, а и беше великан во маратонското пливање, како и овој Абу Хеиф, Алфредо Камареро од Аргентина кој го победив. Значи тога бев ја во тие величини меѓу првите тројца со Камареро, со Абу Хеиф, со Мохамед Зајтон, египчаните и со тие Карлос Лариера, Ласло Ковач од Унгарија и други величини. Па пливањето живот, искуство животно, среќавање на нови величини во пливачкиот спорт. Знаеше светла енергија, мотивација на голема да успеам во сите тие напори. Нема подобар спорт од пливањето, по моје мислење, затоа што сите мускулатура, сите органи се во функција, така да и релаксира. Пливањето е човек ако е изнервиран или психички е оптеретен, нека исплива 500 метра, ќе види дека водата е релакс. Бојаджи во пливачката кариера нижел успеси во светот, ама жали што не извојувал победа дома на Охридскиот пливачки маратон. 1962 година се одржа маратон, Охридски маратон, од Пештани, Струга, Охрид, 37 км. Тука учествуваше Абу Хеиф, Херман Вилјамс и Вилјам Девренк, доста јаки пливачи. И можам да кажам, ако јас Абу Хеиф го победив на Капри Наполи, можев да го победам и во Охрид. Меѓутоа, во дозирањето на исхрана и во самиот ден, го постигнав третото место. Жалам што не бев победник на Охридскиот маратон, а можев да бидам победник. Не само на тој маратон, имаше и други, а победник бев на маратонот од Свети Наум до Охрид. Бев државен рекордер, прво место имав на тој маратон, а ова трето место. И жалам, значи, не исполнета желба што не бев на Охридскиот маратон прв. Али тоа е. Во спортот, како и во животот, се случуваат неправди. За еден таков момент од својата кариера, која многу тешко го погодила, се присетува и денес. Не се опијанував, само еднишка во животот, од тежок пораз и неправда се опијанив
во Савски маратон. 1960 бев на Капри Наполи прв. Зедов тамо сребарен преход прекрасен и сребрани плакети. Дојдов во Југославија, тогашна Југославија, и се пријави за Савски маратон. Тоа беше 1960 година. Од Умка до Белград. Барич, Умка, тоа е 25 км од Бог. И неприкосновено, мислам, глад ке бев прв. Во организација на Пливачки сојуз на Југославија и вечерни новости, покровител кој што даваше награда, се организираше маратонот. Прво ме прихватија и ние бевме во Белград. Значи, ја, Леко Радич, Клим, Пашата од Охрид на Емо, Никола Матлиевски, Пашата, он беше голем љубител на маратонот и го помагаше маратонот. Беше и на Капри Неапол. Пашата и Кокан беше волих ние да работеше и други љубители на Дестина се не се ни сеќавам, нека не ми замерат, меѓутоа знам Пашата беше сигурно и не ми дозволија пред маратонот неколку дена вика не може ти да пливаш затоа што си професионалец. Зошто професионалец? Си сел награда 1000 луѓе. А награда даваат Фичо 750 кој беше еквивалентна на наградата што сум во Италија. Ме суспендира затоа што сум бил професионален, што е на чиста неправда, невиđена. И тога од бол на Душановград имаше една кафана тамо до Палата Албанија на Теразије. Седнавме Кокан, Пашата, Леко Радич, ајде Дики написе малку да ти помини мачнотијата. А ја до тоа капка алкохол не сум се напил. Една чаша, друга чаша и неколку чаши се напив не многу и добив тешко тремање од 20, спасив жива глава од тешка мака. Значи и во спортот има големи неправди. Ова неправда не само што не можам да ја заборам, него беше тешка, неискажива неправда за еден спортиста кој што е славел Југославија низ цел свет. Доаѓаш во Белград и викаат не можеш да пливаш, си бил професионалец. Па вие сте исто професионалци, давате награда Фичо 750, што е тој Чедомир Златич беше прв. Утредента го продаде Фичото, си ги зеде парите и која е аматерска трка. Значи не коректно, не принципијална работа. Животот му донесол значајни средби и контакти со многу луѓе. Меѓу нив била средбата со принцот од Кувајт. Он беше многу љубител на Капри. Доаѓаше тамо на летовање и со египчаните, со сириците, со сите маратонци донираше он доста средства и ние го убедивме со Леко Радич заедно да дојди и на Охрид да го види Охрид. Ахмед Зоркани беше генерални секретар. Кога го виде Охрид, рече ова е прекрасна работа и он убедувајќи го убедивме да дојди и во Охрид доваѓајќи беше заљубен, сакаше да прави вила тамо кај Пештани негдека, меѓутоа нашиве му кажа не знам некои цени тамо или што не успеа да се договорат. Меѓутоа пак се направи еден аранжман со Гранит. Гранит градеше патишта во Кувајт и он од Кувајт даваше средства, донираше тамо во Охрид и беше прекрасна една туристичка атракција. Мислам дека градските фактори тога во тој период, викам 60-тите, ова беше 64-та година и он беше неколку години доваѓаше дека треба се да направат да го задржат човекот и да го одоброволјат да он секоја година доаѓа и тамо да биде една фантастична реклама за градот. Затоа што принцот од Кувајт летува во Охрид. Тоа пишуваат сите медиуми, целата штампа во светот. Али не знам како не успеа да го задржат и така тоа промина бегло, неискористено доволно.
семејството Бојаджи, звезда во маратонското пливање не бил само Дики, туку и неговата сестра Атина, која била во врвот на светското женско маратонско пливање. Чувството не е искаживо, тоа е едно прекрасно чувство да бидат и брат и сестра светски прваци. Она кога дојде и во Белград ја е дочекав со авион од Ла-Манш, она го исприва и Ла-Манш, единствена жена која го преплива Ла-Манш. После дојде во Охрид, тоа со колата јас се дочекав и френетично Охриджани ја пречека, имаше и свеченост по тој повод, така да тие печатоци, тие доживљаи не може да се опишат со зборови, каква радост и какво задоволство причинува да бидат брат и сестра од Македонија првенци. Па родителите секако се радуваја и они ја споделуваат таа радост како и ние, така да како за секој родител е голема радост да децата и жнеат медали, пехари и награди. Охридот секогаш бил расадник на маратонското пливање, напоменува Бојаджи и ги реди имињата на успешните охридски пливачи. Атина Бојаджи сега покојна, Климе Савин, Ристо Бибиловски, кој исто така доследно и квалитетно ја представува Македонија во светот. Особено мојата сестра Атина Бојаджи, која што беше исто светска првенка, а и Климе Савин, кој што имаше врни резултати во маратоните во Италија, во Египет, како и тоа што го возобнови маратонот, зашто едно време настана вакуум во маратонското пливање, а Климе Савин беше инвентивен и не дозволи тој маратон да се прекине, него захвалувајќи на неговото ангажирање го помогна и најде спонзори и захвалувајќи на тоа маратонот и ден денеска се одржува, што е прекрасна традиција како спортска манифестација, така и за туризмот кој што секаде асоциите прес Ројтер, прес од сите од Аргентина, Канада, Америка, низ целиот свет се пишува за Охрид дека тамо се одржува маратон и дека една таа манифестација која што многу значи за Охрид, а особено сега со изградбата на базенот ќе има и пливачи кои што ќе достојно ќе продолжат оваа традиција која што имавме ние во свое време 60-тите години. Сега за жал Охрид нема нити во кратки, нити во долги патеки, нити во машка, нити во женска конкуренција. Александар Маленко беше голема величина, беше и младински првак, можеше да биде и олимписки победник по мое. Беше еден пливач кој што се рача на 100 години. И не знам зашто он беше и во Словенија, пливаше и тука во Скопје, пливаше во Холандија, пливаше на европски првенства, можеше и на Олимпијада да продолжи тамо да биде олимписки победник, меѓутоа мислам прерано ја заврши спортската кариера. Животниот пат Дики Бојаджи го носи надвор од родниот град Охрид. Денес со своето семејство, со сопругата Тамара и синот Александар, живеат во Скопје. Па можев да останам Охрид, али и не можев, затоа што Охрид после 60-та година барав работа, на жал и во општината тамо и кај председателот и кај сите структури тамо во Совка, тогаш беше Совка, и во другите структури вика дојди утре, заутре, најсилно да ви кажам, се играа пинг-понг со мене, не ми даваа работа цела година и јас бев, кој сака од Охрид да си оди? Тешко кој.
И јас бев принуден од Охрид да си одам и дојдов во Скопје, кај што имаше Костадин Аврамчев, генерален директор на ОХИС, како вика за тебе нема работа, утре да дојдеш на работа. Ова е жива вистина. Ја утреден да одам кај него и одма ми направија решение и ме примија на работа. Охрид нема слух за спорт и за спортисти. Да, животниот пат ме однесе да пливам во Америка, во Канада, после пливањето преку Технометал Вардар ме испратија како представник во Јапонија 4 години, во Токио и во Новокузнец во Русија. Во Јапонија запозна мојата сопруга Тамара, која што беше магистар по архитектонски науки на Токио универзитет. Тамо се запознавме и тамо се венчавме, што се вика, и тамо го добивме синот Александар, кој што е сега гинеколог. По завршување на професионалната пливачка кариера, Бојаджи се посветил и на тренирање на млади пливачи. Бев од љубов голема, бев и тренер и во Охридски бранови, ги тренирав дечиња млади, и го тренирав и Велко Рогушич и Насле Јончевски. За него не се знае, он од Подмолје пливаше Свети Наум, Струга, Охрид, никој тоа го анимира, го минимизираат, а никој не исплива тоа. Ја не сум ни испливал, нити никој не го испливал. Значи Свети Наум, Струга, Охрид, тоа е 37-38 километри, не е права линија, што е за секое поздравување. Он беше издржлив пливач. Значи има квалитетни и успешни маратонци, Насте Јончевци. Па го тренирав Дото Бошко од Кавадарци. Стојановска една пливачка друга, али воглавно се одредував ја на млади дечиња во овие базени овде, во овој детски базен и во овој големиот базен, во пливачки клуб Вардар, пливачки клуб Локомотива и други клубови. Значи сакав она што го стекнав со годините, долги години пливање, да го пренесам на младите деца и мислам дека успеа во тоа и дека излегоа неколку републички рекордери дечиња, али треба упорност и до крај да се тера. Често пати се разочаруваат децата поради тешкоти или ова или она разлози, се откажуваат, остануваат понатака да тренираат. Битно е да се продолжи и да се кажи можам да издржам. Дики Бојаджи за својата спортска кариера добил бројни признанија и награди од државата и спортските асоциации. Но вели, го боли фактот што родниот град ги маргинализирал неговите спортски резултати и се чувствува отфрлен од Охрид. Немам осеќај дека сум добил поддршка од градот. После тие спектакуларни резултати, после по 40-50 илјади симпатизери на спортот што доваѓале во Охрид на пливањето, после мојата младост жртвувана за тој град, после се што сум дал за тој град, никако тотално признање. После кажување тамо на некој си, ајде као од милостиња дојди, ама нема званично покана. Чим не те поканат на свадба да има, значи ти фактички си од беля нешто поканет, а тоа од беля покана не е покана. Така да не можам да кажам дека градските фактори се реванширале за она што сум го дал за Охрид. Пораката на пливачката охридска легенда Дики Бојаджи до младите спортисти е да тренираат вредно од најмали нозе, да бидат упорни и да веруваат во своите можности. Соништата само тога стануваат стварност. Негова желба е Охридскиот пливачки маратон да трае и да блеснат нови пливачки имиња од Охрид. Градот е расадник на врвни пливачки таленти, порачува звездата на маратонското пливање Димитар Дики Бојаджи. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме.
и љубовта кон театарот не можеме да забориме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.